Поштовани представници на медиуми, денеска во официјална посета на локалната самоуправа, Штиро Куманово, е нејзина екселенција госпоѓа Лорен Соер, званичен амбасадор на Република Франција во Македонија. Ми представува посебно задоволство и чест денеска да размениме ставови и мислења за особено за локалната самоуправа, за децентрализацијата како процес, за тешкотиите кои ги има локалната самоуправа како еден од презентите на опозицијата во Република Македонија. Најголема локална самоуправа која е од друга политичка провиненција и начинот на соработка и децентрализацијата во иднина која основна заложба на Европската заедница пред се Република Франција, која го поддржува ЗЕЛС, ја поддржува децентрализацијата како процес и идните решенија во насока да се излезе од ова состојба во која се наоѓа локална самоуправа, една заложба на француската држава, на амбасадата на Франција. Меѓутоа стана збор за соработка која почна пред неколку години со Долна Нормандија на ниво на региони, пред се на Сдружение на стара архитектура или амбиенталната архитектура и она што значи после изборите и кај нив имаш избори пред 6 месеци локални, сега нашите парламентарни, ќе се интензивира таа соработка во однос на амбасадата и она што значи припрема на учество на локалните заедници во предпристапните фондови на Европската Унија за припрема на Република Македонија вкупна во интегративните процеси на Европската заедница. Особено интерес покажа господјата Лоренс за соработка на регионално ниво. Нашата соработка со Република Србија, со Бугарија, со Албанија. Значи се она што е можно за имплементирање на меѓугранична соработка и проекти на меѓугранична соработка за кое до сега, благодарение на лошите односи во однос на секторот за евроинтеграција при владата и локалната самоуправа не добивме некој адекватен одговор, бидејќи многу често биваме отфрлени од концептот на канцеларијата за евроинтеграција. Меѓутоа, амбасадата на Франција сака да помогне во насока на локалната самоуправа да добие едно позавидно место во сите овие меѓугранични соработки. И од моје име, од име на граѓаните на Куманово, голема благодарност на разбирањето на амбасадорката, пред се како представник на најголемата една основач на Европската заедница и најголемиот чинител во политиката на Европската заедница. И се надевам дека со несебична поддршка работите ќе кrenат на подобро и имаме среќни моменти во нашиот нареден период во однос на остварување на заложбите на локалната самоуправа за потреба на граѓаните пред се од локален карактер на Куманово. Благодарам. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre invitation officielle. J'étais déjà venue à Kumanovo pour la fête de la ville et j'avais d'ores et déjà été très impressionnée par les maires des villes jumelées avec Kumanovo qui étaient présents. J'avais constaté la vigueur de la coopération transfrontière et je dois aujourd'hui souligner que je suis également impressionnée par l'effort de solidarité qui a été fait après les inondations par la ville de Kumanovo, ses habitants et sa municipalité. Ви благодарам многу, господине градоначалник, најпрвин за упатувањето на официјалната покана да ја посетам вашата општина. Инаку се разбира дека сум го посетила вашиот град во текот нели на една посебна прослава, од каде што носам посебни импресии, кога вашата општина славеше посебен јубилеј и бев навистина импресионирана од бројот на градоначалници од збратибените градови кои што беа присутни по тој повод. И навистина посакуваме соработката да биде зголемена, посебно соработката од прекограничната област, а навистина посебно ја истакнувам солидарноста која што ја даде и општината, но и сите нејзини граѓани за помош од поплавите.
Alors notre réunion d'aujourd'hui avait pour objectif d'étudier toutes les formes de coopération que l'ambassade de France peut avoir avec la ville de Kumanovo. Nous avons d'ores et déjà ici une des plus grandes sections d'élèves, des sections bilingues, c'est-à-dire dans les écoles de la ville, le nombre d'élèves qui apprennent le français entre les écoles primaires et les écoles secondaires est extrêmement important, et c'est pour nous une coopération qui a un prix très fort que nous souhaitons développer encore. Инаку се разбира дека разговаравме за севкупните состојби, односно можност за продлабочување на соработката која што постои помеѓу амбасадата и градот Куманово. И сакам посебно да истакнам дека во градот Куманово постојат голем број на двојазични паралелки, односно голем број на ученици кои што го изучуваат францускиот јазик и во основното и во средното образование. И за нас станува збор за значајна соработка која што посакуваме уште повеќе да ја збогатуваме во иднина. Nous pensons que pour les élèves de la ville, que pour les enfants, il est important pour regarder l'avenir dans une perspective européenne, que les langues soient apprises, qu'il n'y ait pas que l'anglais ou qu'une seule langue. Et le fait que votre ville soit d'ores et déjà multiculturelle, que votre conseil municipal intègre les langues différentes, et le fait que les habitants souhaitent que leurs enfants apprennent le français, pour nous est quelque chose d'extrêmement positif. А навистина е многу важно што поголем број на ученици, односно деца, да говорат повеќе јазици во насока нели на европската перспектива, затоа што не е повеќе доволно да се знае само англискиот јазик или само еден друг странски јазик, туку што поголем број на јазици. Со самиот факт што вашиот град е мултикултурен, навистина представува вистинско богатство за изучување на што поголем број на јазици. Ако тука се додаде францускиот јазик, навистина тоа представува вистинско богатство. Au-delà de cette coopération qui marche bien, ou celle de la coopération décentralisée, par exemple avec les architectes, je souhaite souligner que nous voulons aller vers d'autres coopérations possibles. Et je rappelle que la France, qui apporte presque 20% de l'ensemble des crédits multilatéraux dans ce pays, que ce soit à travers les fonds européens, les prêts de la BEI, de la BERD, souhaite que la coopération transfrontière et que les fonds européens soient bien dépensés, et que la coopération transfrontière que la ville de Kumanovo peut développer avec les voisins est quelque chose qui est porteur d'avenir également. Инаку се разбира дека соработката е многу важна, посебно од областа на децентрализацијата. Постои соработка на ниво на архитектите со градови со културно богатство кој што е многу значајна, меѓутоа во целокупната помош која што доаѓа од меѓународната заедница, 20% од мултилатералните кредити се пари кои што доаѓаат од француската држава, 20% се француски пари во сите европски фондови или заеми кои што ги даваат ЕБРД или другите финансиски институции. И тоа е многу важно, посебно ако може нели да постигнеме напредок во организирање на проекти за прекогранична соработка. Donc je remercie le maire pour son accueil et j'espère que notre coopération se développera à travers bien sûr des projets européens, aussi à travers les projets que nous avons d'ores et déjà avec l'ambassade de France dans tous les secteurs que nous avons évoqués. И навистина му благодарам на градоначалникот што ме покани да бидам гостинка во неговата општина, и навистина искрено се надеваме дека ќе продолжиме со соработката која што постои на еден попроширен начин, соработка преку ЕУ проекти, но исто така и соработка која што одамна отпочната со амбасадата на Франција, на која што сите се радуваме.